Драги гледачи, продолжуваме со серијата на интервјуа со кандидатите за градоначалник на општина Прилеп. Денеска во студиото гостин е Петра Лукаровска, кандидат за градоначалник, поддржан од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Господи Лукаровска, добро дојдовте во студиото на Инфокомпас. Ви благодарам за поканата. Петра Лукаровска, зошто прифативте да бидете кандидат за градоначалник од, како што кажа, Социјалдемократскиот сојуз? Ваша лична желба или партиски избор? Не случајно сум кандидат за градоначалничка на општина Прилеп од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, затоа што мојата политичка активност веќе е докажана во Социјалдемократскиот сојуз. Сум била председателка на Форум на жени, сум била дел од секретаријато на Комисијата за образование. Од една година сум председателка на општинската организација на СДСМ во Прилеп. Па така за да бидам кандидат за градоначалничка на општина Прилеп не е случајно, јас сум избрана од партијата и од членовите, предлог од членовите на нашата партија. Знаете колку е жешко прилепското градоначалничко столче, навистина напластени проблеми со години нерешени и дека ќе биде голем предизвик за оној што ќе седне во него. Не се плашам од предизвикот, со моето искуство, знаење, досегашно работење, доаѓам од образование. Сум била и директор во училиште, сум се докажала со моето работење како успешен директор, председателка на Сдружение за унапредување на здравјето, со многу иницијативи, со моето партиско искуство, мислам дека ќе можам да одговорам на предизвикот кој што ми предстои. 2021 година, на претходните локални избори, Социјалдемократскиот сојуз изгуби со голема разлика тука во Прилеп. Имавте порази во 2024 на парламентарните избори кога беа. Дали направивте анализа зошто тоа се случи како партија тука пред се локално и како понатаму ќе делувате? Дали се сменивте нешто во партијата за народот да има повторна доверба во Социјалдемократскиот сојуз и зад пултот да го заокружи токму вашиот број? После секој изборен циклус, нормално во партијата се прави анализа. Така и во 2021 година, после локалните избори, така и во 2024 година, после парламентарните избори, се прават анализи, се гледаат грешките, да, може би сме погрешиле, затоа е таков резултат. Меѓутоа, јас сум председател на општинската, тоа го направило претходното раководство. Јас сум председател на општинската организација една година. Откако сум председател на општинската организација, после оние изборни порази, да речам, на локално и на парламентарно ниво, направивме доста промени. Промени во раководството, промени во извршен, промени во телата на партијата, многу состаноци, многу средби со граѓани, каде што си ги признавме грешките, каде зборувавме, каде сме погрешиле. Мислам дека ја враќаме довербата кај членството, се консолидиравме како партија и очекувам добар резултат на овие локални избори. Каква промена очекуваат граѓаните од вас? Како партија зборува? Како партија очекуваат повеќе комуникација со нив, повеќе отчетност, повеќе транспарентност, блискост во однос на комуникацијата, ги кажува и овие средби сега што ги имавме со граѓаните, ни кажуваа каков Прилеп тие сакаат. Како би сакале да изгледа Прилеп. Затоа што знаеме овие 4 години што се случуваше со градот. Прилеп овие 4 години не живее. Во Прилеп не се случува ништо. Граѓаните тоа го забележуваат, сакаат да имаат град кој што ќе дише, кој што ќе живее, каде што младите ќе ја остануваат со инфраструктура, со силна економија. Нивните желби ги слушавме, ги преточивме во нашата изборна програма и очекувам добар резултат и верба од граѓаните. Интересно е што овие локални избори, не само во Прилеп, туку и во други градови во Македонија, имаме подем некако на независните кандидати за градоначалник и независните советнички листи. Дали сметате дека за овие изминати 3 децении некако народот почна да ја губи довербата во партиите, па сега сака работата да си ја земе во своји раце? Овие локални избори ќе бидат поинакви од она што досега сме научени. Да, имаме 9 кандидати за градоначалници и 11 советнички листи, што вистина е голема бројка, но од една страна тоа кажува дека демократијата расте, а од друга страна може тоа е незадоволството, затоа што сите живееме во овој град, сите знаеме со што се соочуваме. Незадоволството ги натера сите тие луѓе да застанат во редот на кандидати за градоначалници, за да ја понудат својата програма и своето решение, се во интерес за подобар Прилеп и за доброто на граѓаните. Но на крај на денот, на 19
октомври, граѓаните ќе одлучат која програма е најдобра, за кого се одлучиле, дали ќе биде од независните кандидати, дали повторно ќе бидат поголемите политички партии, сепак тоа ќе видиме на 19 октомври. Пред да започнете со представување на вашата програма, сакам да ве прашам колку истата е темелена врз основа на она со што финансиски располага буџетот на општина Прилеп. Затоа што да бидеме искрени, во изминативе години, не само на минатите локални избори, и пред минатите и тие пред нив, се ветува искрено брда и долини. Но од тоа, од сите тие програми, дали 30% градоначалниците успеваа да остварат, токму заради тоа што тие ветувања кои што ги дале биле нереални во однос на тоа што финансиски располага самата општина. Проектите во нашата програма, ние пред неколку дена имавме презентација на програмата, каде што со визуализација беа представени и проектите капиталните проекти кои што не се предвидени во програмата. Да, тие се реални проекти и потекнуваат од желбите и од барањата, потребите на граѓаните на град Прилеп, со оние жители со кои што разговаравме. Во овие 4 години буџетот на општина Прилеп е 100 милиони евра. А само за оваа година буџетот на општина Прилеп со оние пари што се од владата, што се одобрени, со кредитите што се земени, 33,5 милиони евра. Така да пари во општината има. Покрај овие средства кои што се од општината, ние планираме овие проекти да ги правиме и со проекти европски фондови, со јавно-приватно партнерство, така да мислам дека проектите се реални, остварливи и потребни за граѓаните. Не предвидовме ништо што би било како досега, можеби како досега во изборните програми, ветувано, кое што не е реализирано. Се надевам дека ќе победиме и дека ќе ги оствариме сите проекти за да го подобриме животот на нашите граѓани. Рековте дека вашата програма ја базирате на 4 столбови. Да. Кои се тие и дали може да ги представите? Да. Нашата програма е на 4 столбови, затоа што покрај инфраструктурните проекти кои што ги кажав, имаме 4 столба во кои што на централно место ни е граѓанинот. Безбеден и функционален јавен простор, чиста и здрава животна средина, општина померка на граѓаните и младите во фокусот. Во овие столба се предвидени мерки кои што ќе го подобрат животот на граѓаните со субвенционирање, со помош, со чиста животна средина, со отвореност на општината, да нема бирократски бариери, чистење на депониите, кучињата скитници, исто така и социјални мерки, помош на млади луѓе за отворање на сопствени бизниси, младински културен центар каде што младите ќе можат да се дружат, каде што ќе можат да се едуцираат, култура каде што ќе разменуваат искуства, култура и така натаму. Потоа имаме средства за менструална хигиена за девојките од средните училишта, затоа што не треба да не биде тоа табу тема. Исто така имаме помош за самохрани родители кои што за помош за полагање на возачки испит до 10.000 денари. Субвенционирање од страна на општината? Да, субвенционирање од страна на општината. Потоа субвенционирање на жени земјоделки. Така да имаме доста мерки, како што кажав, каде што на централно место нас ни е граѓанинот, за да ги подобриме условите на граѓаните, за да им помогнеме, посебно за младите и самохраните родители, за да помогнеме за да можат да обстојуваат во овој град. Младите да ги задржиме на некаков начин да бидат тука. Сите кандидати за градоначалници што доаѓаат тука ги прашувам ово прашање, затоа што според мене е најважно и најбитно пред се и над се. Затоа што и да направиме во градов, доколку немаме млади, џабе е се. Еве и вие спомнавте изградба на младински културен центар, младите во фокусот. Младите во фокусот можеме да ги вратиме кога партиската книжка нема да биде втора лична карта. Како ќе го направите тоа? Ви имате притисок од партија. Овој да не го вработите, оној да не го вработите. Можеби доколку седнете на градоначалничкото столче ќе ви речат тие што се договори по 3 месеци, испуштете ги од работа. До кога како држава ќе одиме кон ова, зашто буквално 3 децени секоја политичка партија се служи со истите методи. И ова како да е еден затворен магичен круг, и токму поради тоа младите заменуваат, токму поради тоа немаме ние луѓе во градовите. Да, се согласувам со вас дека младите не сакаат преку затоа што треба да се цени квалитетот и знаењето на младите, да не биде партиската припадност клучот за успех.
И мислам дека тоа е најмногу причина што младите не заминуваат од градот, не само во странство, туку заминуваат и во Скопје, во поголемите градови, каде што има поголеми шанси и поголема можност за вработување, каде што не е толку изразено партиското влијание. Како идна градоначалничка на Прилеп, јас ќе бидам градоначалничка на сите граѓани, каде што нема да биде партискиот клуч за вработување, туку ќе се цени знаењето и вредностите на младите луѓе. Ова го ветувале многумина пред вас? И јас го ветувам и стојам за нештото. Затоа што гледам дека причината за иселување на младите е најмногу вработување по партиски клуч. Меѓутоа, град без млади, тоа не е град. Иднината, младите нас ни се сегашност, но треба да ни бидат и иднина. Ние не само сега што треба да се грижиме за младите, ние треба да гледаме како да ги задржиме да се вратат тука. Затоа што Прилеп имаме не академски град. Имаме само еден факултет, дали економски факултет. Меѓутоа, оние студенти кои што заминуваат во другите градови, каде што има повеќе факултети, голем дел од нив иднината ја гледаат и таму, да останат таму, бараат работа да останат таму. Целта е Прилеп да ја направиме град, каде што ќе биде со економија, со можности, младите да се Прилеп да биде и понатаму да остане нивниот дом. Не само да се оформат како личности и иднината и семејството да го градат во друго место, туку да си останат назад во огништето каде што е во својот дом. Искрено сето тоа може да се направи доколку има комплетна департизација, значи на нештото. Доколку бидам градоначалничка, се залагам да нема вработување по партиски клуч за младите, затоа што тоа е причината, младите се разочарани од тоа и заминуваат од градот заради тие причини. Доколку седнете на градоначалничкото столче во општина Прилеп, таму имаме вработени од ВМРО, од СДСМ, од други политички партии, независни луѓе кои што едноставно не сакаат да гласаат за одредена политичка партија. Со кого ќе работите вие? Дали ќе донесете повторно нов тим? Затоа што секој градоначалник што доаѓа и си носи своји луѓе, ги вработува и тоа се дуе како еден балон со огромна, гломазна администрација. Со сите. Значи сите вработени што се таму треба да бидат професионалци, мислам дека сите се професионалци. Вработени се таму затоа што имало општината потреба, затоа што ако немало потреба, сигурно немало да ги вработуваат тие луѓе. Го слушав неодамна заменик министерот Минчев од актуелната власт кој што кажуваше дека преобемна администрација 40%, дека превработеност и испуштање, меѓутоа мислам дека тоа не е решение. Туку треба сите што се таму да си работат својата работа професионално, затоа што да тоа место каде што се одговорно, транспарентно, кога ќе дојде странка, кога ќе дојде граѓанин, да има каде да се обрати, да нема празни шалтери, туку да има луѓе кои што ќе ја завршат таа работа. Се она што ќе се работи во општината да биде отчетно, да биде транспарентно, да биде достапно за граѓаните и да има каде да се обратат и кој да им помогне на тие лица. Кога станува збор за администрацијата, одма тука да ја отвориме темата и за јавните претпријатија. Со години се во колапс. Значи тие едноставно без субвенциите на општината не би успеале да функционираат. За нови инвестиции, за некакви капитални проекти за Прилеп, во моментов не станува збор. И таму имаме, мислам дека одредена превработеност, особено на оној административен дел, а додека оперативниот дел на работници е многу помал или недоволен. Јавните комунални претпријатија никогаш не биле во толкава загуба како што се сега. Колкави се загубите? Сите јавни комунални претпријатија имаат загуба од 2 милиони евра. Водовод, што никогаш не бил во загуба, загубата на водовод исто така е некаде, мислам дека 800.000 евра до 1 милион евра, што не се случило до сега. Дали кога дојдоа пред 4 години ВМРО на власт, беше кажано дека цената на водата ќе се намали, меѓутоа цената на водата не се намали, цената на водата се зголеми. Исто така се зголеми цената и на паркинг просторот, се зголеми цената на данокот на имот, сите услуги се зголемени, а загубите се големи. Моje мислење е дека станува збор за менаџирањето во овие јавни комунални претпријатија. Тука треба да се направи ревизија финансиска, за да се види, затоа што граѓаните си ги плаќаат тие долгови што ги имаат кон јавните комунални претпријатија. Не може ние во Прилеп да плаќаме најскапа вода, а водовод да биде во загуба. Не може... Добро, цената на водата ја утврдува регулаторна комисија и претпријатието одбира помеѓу 3 дадени цени.
Регулаторна комисија одредува цената, меѓутоа ветувањето беше дека цената на водата ќе поевтина. Значи тука ние како граѓани бевме излагани. На тоа ветување падна и Илија Јовановски и Борче Јовчевски, затоа што и пред да дојде Илија Јовановски ветуваше намалување на водата, па не се случи тоа. Исто така и Борче Јовчевски дојде ветуваше, но не се случи тоа. Затоа можеби не треба да се служиме со такви некакви мерки кои што не зависат од градоначалникот и од јавното предпријатие. Него реално треба да ги прикажеме состојбите, без разлика дали ќе изгубиме некаков политички поен или не. И во програмата да имаме онакви работи кои што да стоиме без лаги кај граѓаните, не да ветуваме нешто што не може да го исполниме или што не зависи од нас како кандидати за градоначалници. Меѓутоа, пак ќе речам дека во јавните комунални предпријатија треба да се направи финансиска ревизија. Мислам дека најголема причина е во менаџментот. И зошто да сега тие менаџери, директори кои што се на јавните комунални предпријатија, гледаме колкав долг е направено, ништо не е превземено. Остануваат истите тие директори и понатаму да работат со тие јавни комунални предпријатија. Има управни одбори, има истите директори кои што треба да се види каде е нивната грешка. Ние имаме сигурно луѓе кои што би требало да бидат променети, требало од партијата што е моментално на власт да испита таа ситуација и да ги промени, затоа што таја ги назначува и таја треба да ги разреши, да постави квалитетни луѓе кои што ќе ги да не бидат во ваков колапс јавните комунални предпријатија. Ќе барате ли некаква одговорност доколку се утврдат одредени... Да, мислам дека доколку се утврдат финансиски неправилности, би требало секој да има одговорност. Затоа што секој кога ќе седне на едно директорско место, не е само фотелјата, туку тоа се носи и одговорности. Ја спомнавме економијата, да се вратиме како еден од главните фактори за развој на една општина, на едно општество, за задржување на младите да останат тука нормално. Која е вашата визија во однос на тоа? Општината не може да влие многу за економијата, но може да поддржува. Јас како градоначалничка на Прилеп со економскиот совет, кој што ќе биде формиран економски совет, би соработувала со регионалната стопанска комора, со Сдруженијето на занаетчи, со собствениците на мали бизниси за развој на економијата, отворање на работни места, каде што би можеле младите да отворат мали бизниси или да се вработуваат. Исто така, бидејќи доаѓам од образование, кога бев директорка, тогаш започна дуалниот концепт за паралелки. Тој дуален концепт на паралелки е многу добар и соработката со Стопанската комора и тоа како треба да биде интензивирана, затоа што фирмите треба да кажат кој профил им е потребен. Во училиштето каде што работев, ние отворивме 2 дуални паралелки, но тоа е малку, затоа што не сите ученици после завршување на средното образование треба да продолжат на факултет, затоа што некои можат да си останат и со средно училиште. Но доколку имаме добра пракса во фирмите каде што би оделе, каде што има учење преку работа, тие млади би нашле свој работно место и на фирмите на таков начин би им излегле во пресрети училиштата со подготвен кадар кој што не треба дополнително да биде едуциран. Значи тие имаат готов производ што доаѓа од училиштата. Токму тоа е едно од барањата на регионалната стопанска комора, да тоа образование, односно средното образование, биде во склад со потребите на пазарот на труд, за да може веднаш да има вработување на младите луѓе. Имавме и средби со регионалната комора, со занаетчиските, со Сдруженијето на занаетчи, и тие кажуваа кои профили се потребни. Меѓутоа, ако се види дека одреден профил се презаситува, тогаш би требало да се отвори друг профил што е потребен и на општината. Во оние фирми кои што ги имаме, во оние компании што ги имаме, би требало да се отвори, ако 4 години, например, имаме еден образовен профил, тогаш некој сличен таков профил во тоа училиште, што кадарот може да го пружи, за да може младите да се едуцираат и на таков начин компаниите би имале едуциран кадар. Нема да трошат и тие средства и време да го обучуваат или преквалификација на кадарот. Еден од проблемите кои што ги има Прилеп во последниве години е и урбанизмот. Издавањето на градежни дозволи, истеченоста на генералниот урбанистички план, несогласувањето на ГУП со ДУП-овите што се изработени. Треба изработка на нов генерален урбанистички план и
голем дел од градот не е покриен со нови детални урбанистички планови. Како планирате да се реши овој навистина голем предизвик? Да, генералниот урбанистички план кој што е донесен од 2013 година во трајање од 10 години заврши во 2023 година. 2 години Прилеп е без генерален урбанистички план. Тоа исто така беше ветено во овие претходните 4 години дека општината треба да донесе генерален урбанистички план, што не е направено. Во нашата програма ние тоа го имаме. Во мерката за безбеден и јавен простор го имаме генералниот донесување на генерален урбанистички план, затоа што не може да градиме работи кои што ги планираме, кои што треба да инфраструктурно се потребни на градот без генералниот урбанистички план. Ја спомнавте инфраструктурата, кои проекти тука ги гледате, односно ги имате во вашата програма во наредните 4 години? На прво место во програмата ги кажав мерките, тука ни е граѓанинот, а потоа ни се инфраструктурните. Не може ние да имаме програма без инфраструктурни објекти. Капитални објекти кои што ги имаме, проекти односно кои што ги имаме, тоа ни се 2 платформи над речното корито. Потоа имаме Топташ Skyline, тоа е парк кој што ќе биде од Шаторов камен до Топташ, што ќе има велопатеки, мотокрос патеки, летниковци, паркинг простор за рекреација на луѓето, но сето тоа ќе го правиме без да ја загрозуваме природата. Сето тоа ќе биде вклопено во самиот парк во површина од 1 милион метар квадратен. Младинскиот културен центар, го имаме дервен, имаме пристојни гробишта, имаме 3 велопатеки, кои што велопатеки би се поврзале со постоечките, оти знаеме дека велопатеки ние имаме само во централното градско подрачје и само во тој дел и така како што е велопатеката и завршува, не продолжува понатамо. Проблем е за велосипедистите, проблем е затоа што треба да возат или по узурпираните тротоари со возила или треба да возат по улиците. На таков начин би имале и чиста животна средина, би се грижеле за екологијата во градот и не секој сака да вози кола, има луѓе што преферираат да возат велосипед. Потоа имаме пристојни гробишта, знаеме дека нема паркинг простор, тоа е само импровизација на паркинг кај гробиштата, нема заобиколница околу гробиштата, на подалечните гробни места исто така нема асфалтни патеки. Потоа го имаме други содржини на паркот кај Кевештачкото езеро, кое што беше изграден, значи нови содржини да имаме. Покрај овие поголеми капитални проекти, не знам Дервен дали го кажав. Го споменавте, да. А покрај овие проекти, ние имаме и проекти кои што произлегоја од урбаните заедници, од разговорите со луѓето, се она што им е потребно, затоа што овие 4 години навистина не се направи ништо за урбаните заедници. Ке профункционираат ли? Она асфалтирање на крпење на улици, крпење на дупки. Тоа не можам да рачунам дека е капитален проект. Затоа што капитални проекти, тоа е работа на градоначалникот и на општината, затоа што тоа е тековно одржување на улиците или сигнализацијата или бележење на улиците. Тоа е тековна работа, затоа не треба ние да зборуваме дека е капитален проект ако некоја улица не е асфалтирана. Значи токму така за општина со големина на Прилеп, асфалтирање на улици не треба ни да се споменува како некое големо фалење. Не треба ни да го спомнуваме затоа што тоа е нормална работа и тековно одржување и не треба да кажуваме дека сега ги пуштаме машините и дека ние сега асфалтираме улици затоа што тоа треба или на пример ние оваа година немавме зимско одржување на улици. Оваа година ние бевме без зимско одржување на улици. Ова лето ние бевме без дезинсекција. Ние немавме дезинсекција за против комарци. Такви работи не треба да ни се случуваат. Затоа што како можеше да останеме ние без такво одржување. Тоа треба да се предвиди со време, кога ќе дојде сезоната за зима или кога ќе дојде летната сезона, затоа што знаеме дека таа дезинсекција и за комарците не оди во една етапа, оди во неколку етапи. Оваа година ние потрошивме колку спреови за да може да се заштитиме од убоди од комарци. Знаеме дека има луѓе што се алергични на убоди на комарци. Дали може би размислувате во насока да општината преземе дел од овие дејности, да ги водат јавните предпријатија за да не доаѓа секогаш до вакви проблематични работи како зимско одржување на улици, поставање вертикална, хоризонтална сигнализација, дератизација, дезинсекција. И едно нешто што сакам да ви прашам, бидејќи сте добро запознати со тоа, доаѓате од токму од образовниот сектор, превозот на ученици.
Во последно време, буквално секоја година, тој е проблем. Зошто јавното предпријатие ЈПЗПУП да не ги превезува тие ученици и тие пари што како дотации од МОН доаѓаат до општината да останат кај нас, а не да завршуваат во приватни џебови. И па да нема тендер, па не возат, па тендерот паднал, па се распише нов, па право на жалба и сето тоа, знаете, се губи многу време. Јавното комунално предпријатие, доколку ги превземи работите за одржување зимско, тоа би било многу добро, но треба да има механизација. Затоа што Ќе се купи еднаш механизацијата и имаме во ред се согласувам. Наместо да тонат во загуби, добро би било наместо да се даваат парите за со тендери за други компании за одржување, зимско одржување, добро би било јавното комунално предпријатие да се грижи за зимско одржување. Меѓутоа, треба како прво, треба да се купат и такви камиони, треба да се купи камион и за собирање на сметот. Затоа што знаеме со какви, посебно летен период, кога ќе помини еден камион за собирање на сметот, што се случува, ние зборуваме за рециклирање на отпад. Ние требаше да имаме и фабрика за рециклирање на отпад, со што беа одделени средства од претходната влада на СДСМ, од тогаш поминаа 2 години, од фабриката нема ништо. Исто спомнавте за превозот. Превозот денес е 2 октомври. Учениците од населените места се уште не доаѓаат на училиште. Оние што доаѓаат или ги носат родителите на собствен трошок, а знаеме дека образованието е бесплатно. Тие средства кои ќе им ги рефундира на родителите затоа што дали ќе им ги бидат вратени назад? Дали ќе им ги рефундираат затоа што прашувам учениците, некои што доаѓаат, што им дале карта, дали ги собираат тие карти, дали некој им има кажано дека тие средства ќе бидат рефундирани, меѓутоа учениците кажуваат некои дека не ни имаат карти, не им ги ни издаваат картите, не ги ни собираат. Каде е проблемот? Зошто? Доаѓаме до образование, проблемот секогаш е тој превоз, знаеме дека секогаш е тој превоз, меѓутоа тендерот за јавна набавка треба да биде распишан побрзо, затоа што знаеме дека секогаш некоја линија, 8 линии се за превоз на ученици, некоја линија ќе биде обжалена, некоја линија нема да помини и учениците трпат, најмногу трпат родителите. Потоа учениците, затоа што еден месец учениците не ни доаѓаат сега на настава. Ланската година учениците не доаѓаа 2 месеци. Тоа е многу. Спомнавте дали може ПУП да ги превезува учениците со линиски превоз, меѓутоа знаеме дека ПУП имат само 4 автобуси кои што ги купи претходната власт и тоа автобуси на метан, други автобуси нема. Зборувам доколку се набават машини, се купат автобуси, доколку средствата се наменат, да видиме со буџетот каков би бил во општината, како би можеле да се набават, дали неодамна имаше донација некаква за неколку стари комбиња, меѓутоа тие ученици ние треба да ги возиме со безбедни, со какви стандарди автобуси, не може со било какви автобуси дотраени, мора да внимаваме на безбедноста на тие деца со какви автобуси. Мини автобуси веќе стартуваат со линијата? Не сум во тек дали имаат стартувано, меѓутоа треба кога се грижиме за учениците за превозот да бидат безбедни тие автобуси, затоа што сепак ние превезуваме деца. И во тие автобуси превозниците да не превезуваат и други лица, како што се случуваше, туку да биде исклучиво, тука работата е на општинскиот просветен инспектор. Да се грижи за превозот на учениците. Доколку би била градоначалничка, тогаш би гледала општинскиот просветен инспектор да води сметка за превозот на ученици, да биде онака како што треба. Неколку пати ја спомнавме екологијата, дивите депонии, значи еден аспект се дивите депонии кои што искрено со години ги има околу Прилеп, 20 се на број. Целиот проблем од една страна се несовесните граѓани, но од друга страна нема казни за тоа. Нема инспекции, полицијата не реагира. Како ќе го решите тоа? Како ќе ги натерате инспекторите да излезат повеќе на терен од општината? Значи, дивите депонии е работа на јавното комунално предпријатие, што треба да ги чисти. До сега биле чистени, верувате, многу пати. Значи, многу пати. Така. Јавното комунално предпријатие треба да ги средува дивите депонии. Да, инспекторите треба да си ја вршат својата работа и да се подигнува свеста кај населението. Мора да делуваме кај населението,
за подигнување на свеста. Мислам дека без систем на казни нема ништо да направиме затоа што свеста без казни не се подигнува. Инспекторите, општинските инспектори треба да излегуваат на терен и да си ја бркаат својата работа која што треба. А полицијата? Полицијата и таја треба да доколку забележи камион или трактор или како се исфрла таков отпад, доколку забележи или е пријавено, со регистрација треба да биде, со доказ треба да биде казнето тоа лице. Затоа што знаеме дека не е дозволено за фрлање да се загадува околината, кај да појдиме околу Прилеп, во која било дали на кај Плетвар, дали на кај езеро, дали не знам кое место да го спомнам, сите селце. Секаде имаме диви депонии. Секаде имаме диви депонии. Сликата околу Прилеп е навистина страшна. Секаде имаме диви депонии кои што треба да бидат исчистени. Тука кога станува збор за животната средина и пошумувањето. Значи ние сме можеби лидер во дрвократство. Не е надлежност на општината директна, но сепак тоа навистина општината не може да го препушти да продолжи овој трен што се случува. Буквално не остана дрво во околината на градот. Во однос на екологијата не спомнав, имаме доста мерки за здрава животна средина. Садниците што ги кажавте, имаме предвидено по 2000 садници годишно да засадуваме. Исто така имаме предвидено и соларни панели годишно на 5 објекти кои што се во надлежност на општината и на тој начин да заживее јавното предпријатие за енергетика, кое што досега знам дека има самоуправен одбор, но не е заживено тоа да стопанисува и да работи со. Мислам дека не функционира тоа. Тоа предпријатие, јавното предпријатие за енергетика, дали имаше и управен одбор. Меѓутоа најдобро е тоа предпријатие да стопанисува со таа енергетика. Исто така за расчистување на дивите депонии, исто за кога спомнавме за екологијата, а за дрвократците, тука е задолжено Министерството за земјоделие и шумската полиција, тие треба и МВР. Тие треба да спроведуваат поригорозни казни, поригорозни мерки, да работат, одземаат возило, но треба почесто да ги следат, затоа што во право сте, со сечењето на дрвата, нас ни се загадува уште повеќе воздухот, ни ги земаат белите дробови на градот. Мислам дека дури климата се смени на Прилеп со сите овие активности. Би сакала да ве прашам, бидејќи доаѓате од сектор на образование, кои проекти ги предвидувате во овој дел? Во образованието морам да се пофалам додека бевме на власт, дека тие 4 години направивме капитални проекти во вредност од 3 милиони евра во сите средни училишта, проекти кои што беа финансирани од Министерство за образование и наука. Меѓутоа училиштата кои што не беа реновирани 60 години го сменија ликот. Комплетно реновирање, реконструкција со фасади, со покриви, со внатрешно средување ги подобривме условите не само на учениците, туку и на наставниците. Но не треба да се заврши тука. Како што кажав, претходно го спомнав јас на дуалниот модел на образование, треба да се поинтензивира, затоа што во средните училишта и тоа како е потребно, да имаме повеќе дуални паралелки. Ги кажав средствата за менструална хигиена, екотимови треба да се формираат во училиштата и да се работи на менталното здравје на учениците. Короната ни покажа дека менталното здравје е многу битно за учениците. Да се работи повеќе, да се прават тимови за работа. Образованието сега тоа не е во надлежност на општината, за учебниците, например, меѓутоа и во тој поглед да се делува барем, ако се може, за да имаме учебници, учениците да имаат каде да учат. И изградба на спортска сала исто така беше изградена во училиштето Кире Гавриловски. Треба да имаме и такви објекти кои што се потребни на учениците. И котлара, во програмата имаме котлара за училиштето во Коњари, за основното училиште. Ги спомнавте спортските сали. Со години Прилеп за жал нема поголема спортска сала. И во времето кога централна и локална власт беше Социјалдемократскиот сојуз и сега кога е ВМРО ДПМН. И едните ветува и другите ветува дека за месец, два ќе се пушти универзална сала затоа што проблемот е минимален, но за жал не се случува тоа. Дали сте запознати
Каде е проблемот и како би се откочило целата работа? Да, следев и кога министерот Борко Ристевски на неколку пати кажуваше дека готово за некој месец, за некој ден, дека ќе биде пуштена спортската сала, универзална сала како што се ја велиме ние, но еден денес не е пуштена. Ни салата Македонија не профункционира. Во време на СДС беше направен, реконструиран стадионот, фудбалскиот стадион Победа, за жал денес е на она место каде што е, на гордост што беше на градот. Да, постои опасност да го изгубиме брендот. Да, имаме стадион кој што сега е и упропастен стадионот. Не само што клубот, туку и стадионот. За Победа и за другите клубови се одделуваат многу малку финансиски средства. Например, една општина како Кавадарци, што има 3 пати помала од Прилеп, со 5 пати помалку жители, со 3 пати помало град од Прилеп, но одделува 5 пати повеќе средства отколку што одделува Прилеп како општина за спортот. Исто така и Битола, колку повеќе пари одделуваат. Како општина, ние треба да одделуваме повеќе средства, оние средства што се одделуваат се многу малку, било за Победа, било за другите клубови, треба да се одделуваат повеќе средства за спортот да заживее, затоа што сега во Прилеп ние спорт немаме. Треба да се одделуваат повеќе средства од општинскиот буџет. И еве за крај, која е вашата порака која ќе упатите до прилепчани? И она што би сакал да ве прашам, еднаш да заврши тој синџир што се пролекува, овој проект е добар, ама не овој од ВМРО не го продолжувам. Кога ќе додат тие, добро овој од СДС не го продолжувам. Дали добрите проекти за градот ќе останат? И која ќе биде вашата порака за граѓаните? Добрите проекти мора да продолжат. Се во интерес на граѓаните. Значи, се она што е започнато и било во интерес на граѓаните, мора да продолжи понатаму. Не смееме да продолжуваме, да прекинуваме проекти затоа што некој ги почнал ако бил предвиден од ВМРО или ако бил од СДС и сега не треба да се продолжи понатаму. Ако проектот некој го предвидел и бил во интерес на граѓаните, тој проект мора да продолжи и мора да биде завршен. Затоа што за тој проект се одделиле средства, се нашле средства и тој проект треба да биде завршен. Ми рековте порака која да упатам до граѓаните. За граѓаните сакам да упатам порака дека во мојата програма предвидени се проекти кои што Прилеп ќе го направат чист, безбеден, безбедноста да ја спомнавме до сега. Сакам да кажам Да, и безбедноста еве може за крај да. За безбедноста не сакам да ја спомнам. Безбедноста во овој период Прилеп не живееме во безбеден град. Затоа што зборувам сега и како жена и како мајка. Значи, Прилеп не е безбеден град, затоа што не е безбеден град, знаете што се случуваше во Прилеп со пожарени возила, со фрлање на бомби и така натаму. Тоа се пролекува и од времето на Социјалдемократскиот сојуз. На пратеници од ВМРО беа палени, достига тие случаи не се решени. Значи, во минатата година 20 возила беа запалени. Но не е само огромен број, да. Но не е само безбедноста со запалените возила. Безбедност за една жена е и темна улица. Безбедност за една жена е и узурпиран тротоар, затоа што не можат да поминат по узурпирани тротоари. Мајки со деца, мајки со колички, инвалидизирани лица, каде би поминале тие? Не се безбедни да одат по коловозот. Исто така безбедноста парковите треба да бидат осветлени, темните улици треба да имаме осветлување. Прилеп треба да биде град што свети, Прилеп треба да биде град безбеден за сите, да можат луѓето слободно да се движат. Затоа мојата порака би била да имаме чист, безбеден, инфраструктурно град, среден град со силна економија, културата и спортот кои што ќе обединуваат, образование кое што ќе биде современо, градинки кои што ќе имаат полни ќе бидат со деца. На таков начин мислам дека младите ќе ни остануваат тука и ќе ни заживува градот. Затоа Прилеп е нашиот дом. Тоа е нашата порака. Се бориме за нашиот дом. Да се бориме за Прилеп, за младите да ни остануваат тука, да си го вратиме животот и духот на Прилеп онаков каков што го имаме. Каков што го знаевме. Го спомнавте осветлувањето и јас да дадам еден коментар тука. Навистина, значи имаме во делот на селбите во Прилеп тотален мрак. Дури и центарот на Прилеп не е осветлен како што треба. Да го земеме плоштадот Александрија кај Комерцијална банка, некојаш ако не е осветлувањето од самиот објект, ние нема да имаме осветлување на центарот на градот. И куќињата не ги спомнавме. Навечер си одам, кога ќе си одам дома, гледам не само пусти улици. Жално е Прилеп да биде ваков навечер. Затоа и за младите нема ништо не се случува во градот.
Немаме култура, немаме забава, немаме ништо во градот. Има само кучиња скитници, кои што се во Глутница и вистина е страшно да се поминува покрај тие кучиња. Јас сум љубител на кучиња, но и моите 2 кучиња што ги имам, мене ми е страв да ги прошетам во градот од тие диви кучиња. Спомнавме повеќе проекти, ја заборавивме можеби културата, но еве на крај ја начнавме. Во моментов се делуваат само околу неполни 100.000 евра за култура од општина Прилеп за одржување на сите настани во текот на годината. Тоа е во изминативе 8 години, да бидеме искрени. Дали ќе го зголемите буџетот за култура и настани? Дали ќе продолжат фестивалските брендови на Прилеп кои што носеа и јадници и туристи, а сега буквално сите тие брендови се некако згаснати? Културата во Прилеп е замрена. Немаме ни театар. Затоа треба да оние простори кои што ги имаме за културни манифестации, треба да ги осовременуваме. Исто така, во летен период, например, ние треба да имаме сцени на отворено, каде што ќе се одржуваат културни настани. Сите оние културни манифестации што си беа досега, како театарските игри, фестивалот за гајди, Пецејата Насоски, Мариовско-Мегленските средби, сето тоа ќе си продолжи, детскиот фестивал Звездички, джез фестивалот, и не ми текнува сега моментот. Сите што си беа, сите ќе си продолжат, но треба од општината да се одделуваат повеќе средства. Затоа што оние средства кои што се одделуваат сега, исто како за спортот, се малку и за културата. Мора да се одделуваат повеќе средства за да Прилеп да ни биде град со култура. Исто така, ние немаме, например, да ни дојде нас гости, каде би го однесле. Прилеп располага и со, имаме ние богата традиција, богато културно наследство имаме, но за да се одржува, за сето тоа треба да имаме повеќе средства да ги одвојуваме. Во проектите го кажав Дервен. Посебно мене, сакам да зборнам за Дервен. Дервен од секогаш бил место во кое што по старите генерации го посетувале, било излетничко место, дом на планинарите, кој што е изгорен повеќе децени. Со заживување на тој планинарски дом Дервен, ние би имале место каде што не само планинарите, туку бил и културно излетничко место каде што кога ќе ни дојде некој, би го однесле, би имале каде да се поиди, каде што да се види. Затоа што природата таму е многу добра, воздухот е многу добар, би имале полетиште за параглайдинг, би имале патеки за пешачење, содржини кои што би го развивал локалниот бизнис. Така да, и такви проекти, не само во нашата програма немаме само проекти за во градот, туку размислувавме да имаме нешто и надвор од градот. Еве, кога станува збор за Дервен, имаме неколку прилози правено токму за тој објект. Пожарот катастрофален се случи во 1997 година, но за жал 50-тите години кога е граден домот не му се префрлува имотно правно на ПСД Козија кој што го располага како објект. Од 1997 година до денес, иако има упатено повеќе барања до повеќе влади, сепак РМ не им го предава имотот на друштвото за да може тој објект да се Меѓутоа како општина, мислам дека би можеле да издействуваме, како што кога ги реконструиравме училиштата, со помош исто така училиштето беше на имот на Република Македонија, со помош на општината ги средивме тие работи и имавме можност да ги реконструираме училиштата. Така да мислам дека тука општината, ако би била и мислам дека би била градоначалничка, а во тој случај имотот од Република Македонија би бил префрлен на општината и така полесно би можело да се реконструира тој дом. Господи Лукаровска, ви благодарам тоа што издвоивте време и што вака отворено разговаравме за голем број проблеми и теми кои што ги мачат прилепчани. Ово е ваше прво интервју за оваа кампања, нема да биде последно, ќе поразговараме понатаму и за другите проекти кои што ги имате малку подетално од кампањата. Ви благодарам за поканата и ќе соработуваме понатаму. Се гледаме во некоја наредна прилика, а вие граѓани следете ни и понатаму, се гледаме со представување на некој нареден кандидат од овие 9 кандидати за градоначалник на општина Прилеп во следното издание на Инфорегион.